Добро утро, колеги, и до вас. Кате ми се допаѓа тоа што се согласуваме дека е интересна темата, именно ќе говориме за истражувања спроведени минатата година во Македонија, односно тие истражувања покажаа дека децата имаат се поголеми проблеми кога станува збор за концентрација и внимателност на самите часови, односно брзо реагирање во училишните клупи и слично. Во ово истражување биле опфатени над 2000 ученици, а истражувањето го спроведе мојата денешна гостинка, професор Слагјана Ангелковска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро. Кажете ми, со оглед на тоа дека ова го спроведувавте, не минатата година го спроведувавте ова истражување, но колку временски ви беше потребно и каква цел има самото истражување? Истражувањето од почетокот до крајот година и пол, значи некаде долг период и долг процес помина. Беа опфатени 2034 ученика од сите 8 региони на Република Македонија. Целта ми беше да докажам и да проверам уствари колкава е вниманието, фокусот, концентрацијата на децата и дали навистина генерално на ниво на Македонија е намалено, со оглед на тоа што доаѓаат родители, се жалат, бараат помош за подобрување на фокус, на внимание, на концентрација кај децата, на брзина на реакција. Имаше тим кој истражуваше или како одеше тој процес на самото истражување? Во самото истражување беа вклучени 47 психолози од училиштата низ цела Република Македонија. Тие го задаваат тестот со претходно помината обука како да го зададат тестот и што треба да побарат како информација од децата. Така да тимски се работи, секако е големо истражување. Може ли накратко да напоменеме какви беа тие тестови, односно како се правеа тие истражувања врз основа на децата дека им е намалена концентрација? Тој е психолошки тест кој што е стандардизиран на територија на Република Македонија, на популација на деца на возраст во која што се вклучени, возраста која што се вклучени децата, од 7 до 15 години. Тестот се состои од два дела и е едноставен тест, значи поврзување, првиот дел е поврзување на точки од 1 до 25, броевите треба да ги поврзат од 1 до 25, значи многу едноставна задача. Вториот дел од тестот е поврзување на бројка и буква, значи единица да поврзат со буквата А, двојка со бројот 2, 2 со бројот Б, Б со бројот 3, така натаму до 13 бројот, додека не стигна до крај на тестот. Значи тоа се едноставни задачи со материјал кој што не бара некој многу големо знаење, осим да бидат фокусирани, да внимаваат, да го следат текот на поврзувањето. Да, не бара некој големо знаење или голема, како да кажам, едукација на такви некои задачи, но ете, со оглед на тоа дека не треба многу знаење, а сепак немаме некој голем фокус и таа концентрација, на што се должи ова? Имаме ли некоја информација или претпоставка? Вака, сега информациите се од тоа што како психолог, како ја гледам причината на сето ова, е тоа што во развојот на децата прескакаме одредени развојни фази или ги поклопуваме една со друга, а тоа се прави во самиот образовен процес, кога детето на училиште оди од 5 години и 8 месеци, кога се уште нема развиено логичко размислување, а за извршување на одредени задачи на училиште е потребно да имаме логичко размислување. Така да, како ние прескакаме одредени развојни фази, правиме еден развоен дисбаланс кај детето, го приоптоваруваме со одредени задачи за кои што когнитивно детето се уште не е спремно. Тоа е едната причина. Другата причина е од она што јас го гледам со родителите, како се постапува со децата. Премногу активности им се даваат на многу мала возраст, премногу те одат на тенис, на кошарка, на фудбал, на англиски, на не знам ти кои се активности, само да им биде исполнето времето и самото тоа на детето не му дава простор да одредена материја ја совлада онака како што треба. Значи, велите најпаметно е детето со една активност да се занимава за да добие концентрација на едно нешто. Да, најдобро е да се фокусира на едно нешто, да тоа го совлада, а потоа да се префрли на нешто друго, но секако тоа што го учи е најдобро да биде соодветно на неговата возраст и на неговиот развој.
Се надеваме дека сите овие информации мене ми се допадна и верувам дека ќе бидат корисни за оние кои што не гледаат. При самиот крај сакам да напоменеме нешто, дали да очекуваме некое следно истражување од вас поврзано со децата, па ете повторно да си поразговарам, или пак можеби за некои минати истражувања да напоменате со оглед на тоа дека ова не ви е прво. Не ми е прво истражување, а во план ми се и некои други истражувања, така да сега сакам ова истражување да го поврзам со употребата на интернетот и на телефони и долгото губење време на тие екрани, нови технологии. Една актуелна тема. Да, така да следното истражување ме поврзување на ова истражување со она што се случува реално со децата и каде го поминуваат највише времето. Секако ќе поразговараме за следните ваши истражувања. Верувам дека ќе имаме што да кажеме. Ви благодарам многу за одвоеното време и тоа што имавме можност да кажеме нешто повеќе за ова истражување. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам дека со внимание слушавте и јас дознав некои интересни и важни информации кога станува збор за малите дечиња и концентрацијата, внимателноста, односно мојата денешна гостинка, професорката која што го спроведе ова истражување, советува на некој начин сите дечиња колку што можат да се фокусираат на една активност, односно дали станува збор за спортска активност или за некоја едукативна, зборувам за учење на јазик или слично. Фокусот доколку би се ставил на една од тие активности, така и би се подобрила таа концентрација и внимателност во училишните клуби. Секако и понатаму, доколку имаме нови истражувања од страна на професор Слагјана Ангелковска, секако ќе се вклучиме повторно на лице место и ќе дадеме повеќе детали за тие истражувања.